Дали си го видел овој кошмар и порано? А ти дали си била толку осамена некогаш? Не разбирам. Ке полудиш како мене, докторке. Знаеш ли зошто? Од осаменост. Мене тоа ми се случи. Сега ти му веруваш на Аслан? Нашата тема си ти, Џихан. Не е Аслан. Ако сакаш да зборуваме за Аслан или за мене, прво мора да зборуваме зошто го сакаш ова. Кажи ми. Се гледам себе си кога те гледам, знаеш? Се меша се. Дали да те сожалам тебе или себе си, не знам, се меша. Зошто се чувствуваш така? Реков поради осаменост. Ке бидеш многу осамена. Многу. Особено во таа куќа. Знаеш како? Како да те фрлат од 1000 метри височина. Ке паднеш и ке удриш во земја. Ама не грижи се. Затоа што имаш падобран на грбот. Неговото име е Аслан. Ке го повлечеш јажето и тој ке те спаси, нели? Нема тоа да се случи. Докторке, се уште не знаеш кој јаже да го повлечеш. Како поминуваат деновите во таа куќа, а? Дали Хулија Сојкан почна да ти се лепи како некој кошмар? Прекрасни се. Навистина се прекрасни, господја Хулија, се колнам. Колку вкус имате? Мамо, мирезот е таму. Сте помислиле на се, на апсолутно се. Благодарам. Иако Девин не ги ни погледна, ама добро. Ке погледна. Се е многу убаво. И вие сте многу елегантна. Навистина благородна. Фала му на Бога, нека ве чува. Станале како Берти Ерни. Вади ме одовде. Мама, ќе бидеме во мојата соба, чао. И ова е убаво. Повелете, господине Чагри. Здраво, господјо Хулја. Извинете што ве вознемирувам, ама станува збор за важна работа. Помисли дека треба да знаете. Каква работа? Вашата снаа, господја Девин, поднела барање до семејниот суд да го искористи своето презиме на место Сојкан. Сакав за тоа да ве известам. Кога го направила тоа? Барањето изгледа дека е поднесено неодамна. Какво безобразие е ова? Куќата ни е под напад, се бориме за живот, а таа отишла да се занимава со тоа, така ли? Значи, додека семејството е во неволја, таа си ја гледала својата работа. Чагри спречи ова да излезе во јавност, јасно? Особено тоа што Аслан има премногу проблеми. Не дозволувај детето да се вознемири или да се налути. Добро, никаде да не протече никаде. Во ред, господјо Хулја, не гришете се. Безобразна. Нека му се заблагодари на Аслан што молчам за да го заштитам. Снаата треба да си го знае местото. Не почит. Што се случува, господјо Хулија? За мојата ќерка ли зборувате вака? Го спомна писмото кога дојде прв пат. Кои се тие писма? Писма, така. Татко ми пред да почине оставил. Едно писмо за мене, едно за Чичко ми, едно за Аслан. Како се почувствува кога го прочита писмото? Заборави на мене. Знаеш како се почувствува Аслан кога го прочита? Нашата тема не е Аслан. Те подсетвам последен пат, Џихан. Нашата тема си ти. Ке ти одговорам, ама никој не знае. А зошто? Затоа што Аслан не го прочитал. Се плашеше. Иако е кралот на џунглата, се плаши. И ти се чувствуваш сега така? Ако е така, тоа е сосема нормално. Поминуваш низ многу тежок период заради таткото ти. Стравот е една од здравите емоции што можеш да ги почувствуваш.
Не, јас не се плашев. Јас го прочитав. Што чувствуваше тогаш, а не е страв? Горчина, ете. Како тоа горчина? Едноставно станува горко, ова дента кога почина. Јас се сгорчив. Кога го прочитав тоа писмо, не почувствував ништо. И после тоа, ништо не чувствував. Ниту против некого, ниту против нешто. Ништо, никако, ништо. Само пиев многу. Многу пиев. Како татко ми. Пиев додека не почувствував нешто. Лудак бира самоубиство. Херој се жртвува за херојска цел. За мене, докторке, и двете се исто. На крајот сите умираат, нели? Дали сум луд или дали сум херој, не знам. Благодарам, докторке. Благодарам за се на вистина. Такво ништо нема да се случи, Џихан. Ако ми веруваш, ќе ти докажам. Затоа слушај ме. Слушај, правам нешто етички, сомнително, што може да ми ја загрози кариерата. Ако го преземам тој ризик за тебе, можеш да сметаш на мене. И ако ми дозволиш, нема да дозволам да завршиш како твојот татко никогаш. Ке се борам до крај за да се увериме дека тоа нема да се случи никогаш. И ако сакаш да продолжиме, јас ќе те чекам овде утре во 13 часот. Благодарам. Па ете, тоа е тоа, господјо Неше. Не сакав да зборувам така за вашата керка, ама верувајте, стигнав до крајот на моето трпение. Идиот. Не разбирам. Мојата керка е идиот. Каква корист имавме од тој човек за да се подпреме на неговото презиме? Глупо. Боже, покај се. Извини, господјо Хулија, многу лошо се однесував. Многу ми е жал. Не, драга, никако. Што ни причини тој човек, господјо Хулија? Ако знаевте само. Не само што не уништи, туку и нашето семејство го разби. Девин, што направи Девин? Сега таа најде семејство како вас, погледнете што направи. Ова е неблагодарност. Неблагодарност. Не грижете се. Ќе зборувам со неа. Ве молам, не грижете се. И во име на мојата керка сакам да ви се извинам. Навистина многу ми е жал. Не, Неше, добро е, душо, нема тоа врска со тебе. Жал ми е, но Девин исто е напуштено дете. Израсна без татко. Треба време за некои работи, но ќе се навикне. Не грижете се. Заглавени сме тука. Да слеземе долу и да испиеме едно кафе, што велите. Поред, многу зборував, ќе заклевам. Хава, проветрија собата, добро? И отстрани го пакетот. Се разбира, господјо. Ги обожавам овие. Моите омилени модели. Хава,
Направи еден подарок пакет полн со мои чевли, чанти и свечени фустани. Избери нешто за господјата Неше. Не ве молам, не е потребно. Во ред е, ве во молам. ред. Никогаш нема да го прифатам тоа. Ама Овие јас се сакам да навистина ти гадам, скапи. зошто не би можела да направам нешто за снаата на мојот син, те молам, ајде. Хава, земи ги најмалку користените, добро? Но ме навреди толку многу. Не можам сега да ги прифатам, тие се многу скапи. Не, тоа е во ред, ајде. Но ништо да не кажеш на Девин, окей, ќе се налути многу ако дознае. Не грижете се. Што да правам? Ретко ми дава мајка ми дозвола. Да одиш на забавата? Не се разбира. Сакав да останам кај Селин за учење, така реков, требаше заедно да одиме на забавата и да останеме кај неа. Кога се откажа Селин, останав заглавена. Во ред остани кај мене. Окей, технички тоа е кај мојата сестра, но сега јас таму живеам. Ха, вие велите кај Девин. Вие велите. Ама и за забавата, друштвото, мрежата. Па, всушност не реков така. Не е важно. Знаеш што правим, Бамби? Денеска остануваш кај мене. Заедно ќе одиме на забавата. Мајка ти мисли дека учиш кај Селин. Што велиш? Прифаќам. Кажи сега, дали на забавата доаѓаат познати продуценти или нешто? Чија е ова забава? Ало, може да проверите дали Джилан Сојкан се пријави за забавата? Фала. Да ти ја бакнам твојата рака, мајко. Ќе се видиме утре, мајко над мајките. Кажи му на брат ти да не задоцни, утре ќе дојде и тој. На Јусуф ли? Добро, ќе му кажам, мамо. Ете го, хајде збогум сега. Ајде, кажи здраво на мажот Лила. Ќе се видиме подоцна. Ајде, ќе се видиме, Чичо. Ќе се видиме. Ќе се видиме, Аслан. Немој да брзаш. Долг ден има пред нас. Денес снимавме авантуристички филм. Утре ќе снимаме хорор. А, што велиш ти, а? Ќе се чуваш и грижиш за тебе, така? Секако, и ти исто. Ти благодарам. Ајде. Бато, што правиме сега? Единствен начин да се сопрат таквите мажи е да им се всади страв во срцата, Кемал. Ајде да го направиме тоа, Аслан. Да се соочи со духот на Јусуф Сојкан и да видиме што ќе се случи. Во ред, бато. Господјо Хулија ги избрав облеките. Може ли и вие да погледнете? Добро, направи нешто со старите, испрати ги по курир, ајде. Господјо Хулија? Господјо Како помине, Хулија? девојко? Добро, мамо, добро. Добро, многу добро. Господјо Хулија, може ли да поразговараме, ве молам? Добре, дојде Девин. Дали парите што ми стигнаат денес се со ваша наредба? Да не ја нарекуваме наредба, одобреност. Тие побара, јас се согласив. Господјо Хулија, вие се шегувате со мене. Мислам дека е така, нели? Зошто уплатени се помалку? Толга?
Нели беше 10.000? Да, мајко, да. Колку турски лири е доларот? Намали ли? Господи Хулија, која е вашата цел? Јас не побарав такво нешто од вас. Девојко, можеш да ги искористиш еден ден ако ти треба? Ако не сакаш да ги користиш, повеќе не можам да направам услуга на никого. Ама не можете секое ваше дејство да го покриете со зборовите јас правам услуга? Што се случува со тебе? Не разбирам, ќе може да ми објасни некој овде или? Парите се уплатени од холдингот. Таа тоа го побара, тоа е тоа. Ете. Парите од холдингот во ред нема да ги потрошиш. Зошто не ме праша кога правиш вакво нешто, мамо? Што ако прашам? Зарем Толга не добива? Зарем не купив се од овие 40 години? До денес не се навредив од никого, затоа и не прашав. Господи Хулија, јас заработувам свои пари. Парите што ги заработувам се доволни за мене и немам потреба од вашите пари. Затоа сакам веднаш да ви кажам дека јас ќе ги вратам парите што ми ги испративте со објаснување с најна плата. Сега со ваша дозвола се извинувам. Навистина ги исплатија како снајна плата? Барем еднаш изненади ме, мамо. Што е тоа снајна плата? Не знам, Толга, така е напишано? Како е напишано? Мамо, Така? мамо, ќе дојдеш горе, те молам, дојди. Дојди горе. Имаш ли идеја што се осмели твојот внук Бато Ибрахим? А ти... Немој ти да ми зборуваш за мојот внук. Јас него го познавам подобро. Зошто не ме заштитиш? Што сум јас за твое обезбедување? Да те чувам цел ден ли сакаш? Дано можеше да го спречиш, Аслан. Доста со празни зборови, Атила, премини на суштината. Бато, имавме договор. Рече ке ме заштитиш ништо. Рече ке донесеш пари ништо. И затоа мора да ми дадеш нешто. Нешто ли? Што е ова? Писмо. Јусуф Сојкан лично е потпишан тука. Биди трпелив. Што има внатре? Гревови поради кои Јусуф Сојкан си го одзеде животот и начинот на кој го натера собствениот брат да ги сподели тие гревови, а ти душо моја. Атила, почни со подготовките за документарецот. Да ја отвориме оваа црна кутија и да видиме што ќе излезе. Добро, ова плата за сна, што значи? Ама во оваа куќа никој не ја цени мојата грижа веќе. Се што правам останува без возврат. Велам, ајде да го разгледаме миразот. Таа вели не имам работа. Велам, Керко, ангажираме возач, обезбедивме автомобил, таа вели можам сама да возам. Кој кому прави услуга? Камо мојата свекрва вака да се грижеше за мене? Не разбирам на каде го тераш разговоров, држи се до темата, те молам. Цело утро јас размислувам за тоа што го кажа Девин, си велам. Дали погрешивме со твојата баба, можеби? Се почувствува виновна во еден момент. Потоа си реков, се разбира дека не сме погрешиле. Се налутив на себе. Требаше да ја кажеме вистината, таа не успеа да се прости од својот син, ова, она. Добро, тука си во право и целосно си во право, ја предупредив Девин утрово, го виде тоа, повеќе нема да анализира никого во оваа куќа и ќе се држи до тоа во ред, ама темата, те молам, не ми ја менувај, држи се до неа, само тоа. Која е темата, сине? Дека се уплатени пари на сметката на Девин? Дека јас си правам услуга на твојата жена? Или дека сакам да ги продолжам правилата на твојот татко? Не го користи тато против мене. Од сега натаму што и да се случи во оваа куќа. Во врска со мојата сопруга, прво ќе дојдеш кај мене, прво мене ќе ме прашаш. Ја предупредуваш својата мајка поради жена која што тука е запозна. Навистина ти благодарам. Фала, синко. За 2 дена толку многу се смени. Стана сосема друг човек. Девин не само што го закачи тој знак на столот, туку и во твојата глава го има закачено. Добро, во ред, нема вечера за нас, јас ќе одам со Девин, ќе излеземе и ќе се опуштиме малку во ред, ќе одеме надвор некаде. Подоцна ќе зборуваме, благодарам. Аслан, не можеш секој пат да бегаш од трпезата кога ќе посакаш, го направи еднаш, нема да се повтори. Господја Хава, тргнете ги чиниите на господја Девин и мојата, нема да седиме на вечерата вечерва.
Што се случи? Ништо, ќе излеземе на воздух и ќе јадеме надвор, ајде. Аслан, те молам. Ајде, доцни ме, ајде. Пријатен апетит. Убава вечер. Благодарам. Ама Аслан, нели треба да го оставиме за друга вечер? Можеме да јадеме надвор друг пат. Така нема да биде непријатно. Не, и онака веќе беше непријатно. Ако останевме за вечера, ќе беше уште полошо. Се што сакаме убаво да се најадеме, а си ти да си поминеме некое време заедно и тоа е тоа. Не знам, така од првиот ден поради мене. А, не оди таму, излези од таму, готово. Нема такво нешто. Не можам да излезам на состанок со сопругата, погледни ме. Рече на состанок? Состанок, да. Може и ќе завршиме нешто што остана неодамна ова утро. Недовршено, ме разбираш? Погледни ме. Што? Колку беше платено? Аслан, срамота, те молам, не ме лути повеќе сега. Ќе дадеш $1000, ќе платиш за обрата. Немој, ќе ти покажам, ќе видиш. Немаме јас веќе толку пари, да земеме нешто со нас, да имаме пари со нас за да јадеме. Може ли? Мама, и јас си слегувам, знаеш, ќе учам со пријатели. Скокни, Джейлан, скокни. Автомобилот е готов на врата, викам да излезам. Излези, Джейлан. Излези, ајде излези. Пато, се е подготвено. Ке влеземе во канцеларија во зори. Добро. Нека види Аслан што значи вистинска треска. Добре дојде, госпоѓа. Добре дојде, господине. Благодарам, господине Џунејд. Господине Аслан, знаете дека е забрането да се доаѓа во работните простории, нели? Мила моја, ќе се забавуваме, што ќе правиме? Ќе слушаме малку музика, ќе излеземе после? Не прифаќам вака. Да знаев дека доаѓам на твоето работно место, ќе го донесов подарокот. Кога ќе доаѓаш следен пат, прати ми слика, ќе ставам на масата. Добра идеја. Нема да заборавам. Ќе се погрижам за тоа утре. Утре ќе го направам. Секо, што правиш ти? Брате Тургут, дали денес имаме лоша врска на сајтот, бе, брате? Дај да видам, дај. Да курсевите. Здраво, луѓе. Секо? Дојди овде, сине, дојди. Брзо. Подготвија кујната горе, направија чиста, имам некоја работа, ќе готвам таму во ред, ајде. Добре дојдете до... Здраво. Чичо, добре дојде. Како си, Тургут? Благодарам, Снашке, добре дојдовте. Што има, Тургут? Добре. Аслан? Ај, душо? Џансин? Ај, леле, колку ми недостасуваше. Помина 1 година, нели? Веројатно 1 година има, сигурно. Така е. Ај, душо моја. Да те представам, Девин, Џансин. Девин ми е сопруга, мене. Здраво, многу ми е мило. И мене ми е мило. Не можев да дојдам на свадбата, ве молам извинете, требаше да работам. Бев на Кипар, верувајте ми. Добро е што дојдовте. Бидејќи тука сте денес, ќе ви пеам песни што ви се допаѓаат. Не го прави тоа, не го уништувај својот репертоар, нема да остануваме долго, ќе чуеме 1-2 песни и одиме. Не е така, инаку ве најдов ќе заминам ли без да добијам Орхан Вели? Не, каква врска има со Орхан Вели, не разбирам. Обично ги мразам луѓето што читаат поезија, но овој човек како чита, многу добро, нели? Точно, така е, точно така. Така тој влие на луѓето, нели? Така? Да. Што да правиме? Џансин, тогаш ќе направиме нешто, ќе се видиме, Во може? ред, бејби, те бакнува многу. Мило ми е што те видов. И мене исто. Ајде, поздрав. Ајде. Да јадеме горе, ќе биде многу помирно, потоа ќе слеземе. Девојка, ти си полуда и од мене. Thanks, генетика. Фала ти. Ќе земам уште 2. Океј. Може ли уште 2? Çarpıyor kalbim, durmasın asla.
Джейлан Сојкан. Атила Узилмас. Да, Здраво. здраво. Судено било да се запознаеме. Постојано слушам за тебе од брат ти. Навистина од Джихан? Од Аслан. Многу стар пријател ми е. Аха. Брат ми не знае дека сум тука. Мислам, сакав да кажам... Нема потреба, не му кажав. Може да остане меѓу нас. Секако, драга, кој би ни се мешал. Сепак ти си возрасна и слободна жена. И многу убава. Фала ти. Може да ти купам пијалок? Ова е звукот. Слушаш како приспивна песна е. Верувај ми, за Орис може не знам, ама кога е месово прашање, тоа ми е црвената линија мене. Оваа работа не ја препуштам на никој. Колку убава. Секој ден дознавам нешто за мојот сопруг. Знае да готви, се разбира во месо. Чита поезија. Баш си мислев кога до суштината ќе дојдеме. Ајде да видиме слободно. Која е таа песна? Прочитај ми имена. Што е бе, душа, љубоморна си, а? Се разбира дека сум љубоморна. Но не затоа што поранешната девојка или некој со кој си се дружил се уште настапува кај тебе, туку... Девин, не се глупирајте, молам, дружење, каква врска има тоа? Смири се, немој. Не отвори устата, затоа што ако ја отвориш, ќе излажеш. Ова е одлична можност. Искористи ја. На што сум љубоморна? Не знам. На тоа што човекот за кого се омажив го знам помалку од бебето. Ајде, слушај сега, види каква поезија, тоа беше песна што сум ја прочитал 2 пати додека бев пијан и ништо повеќе не и давај значење. Аслан, мислиш дека се венчавме прибрзо? Тоа е веќе друга тема. Тоа разбирам. Ајде, пушти да видиме. Во што е проблемот? Како би знаела? Мојот проблем е тоа што ти знаеш се за мене. Јас не кријам ништо од моите чувства пред тебе. Ама ти криеш се. Затоа прашувам нешто сериозно. Ти или ја затвараш темата или ја претвараш во шега. Не разбирам. Додека зборувам со тебе, додека те прашувам нешто, размислувам по 40 пати дали ова смее да се праша. Ти не го сваќаш тоа, но ме спречуваш да ти се доближам доволно. Не, свесен сум. Добро, пораката стигна во рете. Да го сготвиме прво ова, почекај, потоа прашај се што сакаш да прашаш, дури и најтешкото прашање го прифаќам предизвикот. Во ред, удри каде и да сакаш, ајде. Тоа го сакаш? Ханде, ау! Колку е чудно, а? Те барав и во Измир, знаеш? Ми помешавте Со кого да те помешам? Ти си, зар не ме препознаваш? Пушти ми ја раката. Што е, избега во Истанбул, а? Да не си мрднала. Зад грб зборуваше за мене, а? Им кажуваше на луѓето дека јас сум одговорен за убиството на таа Ирем. Види ме. Многу сум лут на тебе. Тргни се одовде. Колку убава насмевка имаш, многу си мила. Джелан, ајде, мора да тргнеме сега. Дојде мојата сестра по забава, запознај се со Ати. Ја му ресна на мојот брат. Навистина, здраво. Атила Узилмас, мило ми е. Мило ми е. Джелан, ајде, мора да одиме. Зошто? Рано е. Не доцна е, мора да одиме. Може ли да ве однесам дома? Ти благодарам многу. Ќе се снајдеме сами. Ајде, Джелан. Ако ми се случи нешто, добро. Го имаш мојот телефонски број. Да останеме во контакт. Се гледаме, Ати. Се гледаме. Атила? Што има? Добре. Само што целосно ме заборави. Што е со Джейлан Сојкан? Не е така. Само Аслан не знаеше дека е тука. Нека остане меѓу нас да не правиме проблеми. Епа проблеми ќе има. На крајот ќерката на Сојкан се движи со сомнително друштво.
Што зборуваш? Таа девојка што е со неа, доволно е да ја дадеш пари, па да седнеш и да гледаш што се прави, да се занесеш. Ке ти се замати умот, пријателе, верувај. Сериозен ли си? Ја барав низ целиот Измир. Сега ја најдов овде. Ти најди ми телефонски број и адреса од таа девојка и дај ми ги, те молам. Останатото јас ке се редам. Ке се среди. Леле, колку е прекрасно. Да, ги чекам твоите прашања, ајде. Дали си сигурен? Да. Зошто немаш пријатели? Како Џансин што е? Имам нож, Аслан. Не можам јас некој да натерам да ми биде близок. Си замина. Половина од нив не сакаа повеќе да бидат покрај мене, откако го презедов бизнисот. На татко ми можеби се плашеа од мојот живот, и во право се. Да и јас самиот отстранив половина од нив, искрен да бидам. Зошто? Затоа што кога почина татко ми бев во многу мрачен период. Тие сакаа да бидат покрај мене, ама јас ги оттурнав. Не сакав да бидат со мене во тој момент, затоа што нивната милост ме правеше да се чувствувам слаб, искрено. И тоа беше време кога требаше да бидам најсилен и затоа го направив она што најдобро го знам. Им ги скршив срцата. Дали многу плачеше кога почина татко ти? Молам, да плачам, велиш? Плачење, што е тоа? Тоа беше најстрогата забрана на Јусуф Сојкан. Маш плаче ли, велеше, срам да ти е. Тргни ми се од пред очи. Ако заплачев кога умре татко ми, јас ти се колнам дека ќе станеше од гробот и ќе ми удреше шлаканица. Ајде, прашувај уште. Добро е, денес имаме терапија и го прифаќам тоа. Аслан, сакам да кажам дека ти никогаш не си тагувал како твојата баба. Кога таа тага не е целосно преживеана, човек ниту може да продолжи, ниту може да заздрави. Како е тоа целосно? Така што ќе ги прифатиш сите чувства. Ако си луд, да бидеш луд. Ако плачеш, да плачеш. Ако се плашиш, да признаеш дека се плашиш. Здраво е да се изразат. Тоа е нормално за луѓето. Точно. Понатаму што ќе правиме? Ќе завршуваме? Има уште некои прашања или? Дали татко ти никогаш остави белешка, писмо или нешто слично пред да умре? Од каде излезе ова сега? Не знам. Во семејство како вашето... Не остави. Се јавува. Јамур? Добро, доаѓам.
Што се случува овде? Слези! Слези! И ти исто. Зошто дојде во овој час, Иво? Дојдов затоа што веќе нема време, Хуља. Ибо, не ме лути со безмислици. За кое време зборуваш? За кое време? За времето на нашите животи. Зарем не плативме доволно, Хуља, а? Ибо, зборувај јасно, кажи што имаш да кажеш. Ако не имаш ништо, врати се од каде што си дошол. Пред 45 години ти си замина. Пред 5 години Јусуф почина. Судбината не може да се спречи. Прво размисли 2 пати пред да го спомнеш името на Јусуф. Потоа кажи што сакаш да кажеш. Те прашувам, мислиш ли дека јас сум лош човек? Гледај, Ибо, нема да дозволам некој друг да пука во тебе. Јас самата ќе го направам тоа, да знаеш. Излези од овде пред да зажалиш. Ајде. Никогаш јас не сум зажалил за ништо што сум го направил за тебе, Хуља. И нема ни сега. Ти благодарам. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil. Пријатели, бидејќи Аслан Сојкан е меѓу нас, Почнува. Telefonun başında çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında Леле Боже, вака, јавно тебе ти пее песна. bekliyorum Неверојатно. ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna Да не чекаше толку девојкава, Аслан требаше да и се јавиш. Што правиме, ќе си одиме? Зошто? Толку ни е убаво? Зошто да си одиме? Расположение? 10. 10? Да, 10 од 10. Прекрасно. Многу е добра. Seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Како? Заспала директно. Да слушнеше мајка Хуља за ова, немаше ни трага да остане од мене. Те вознемири ли нешто? Се случи ли нешто? Не, ништо, зашто прашуваш? Не знам. Обично сама се справуваш со се, затоа прашав. Се случи ли нешто? Не, ништо не се случи. Јамур, од тоа што го кажав во... Еко, навистина преминуваш границата. Види, Навистина претеруваш. не го мислев тоа, сакав да кажам во тој момент кога така ненадејано реагираше. Јамур. Семејството е најслаба точка на човекот. Тоа добро го знам.
Не требаше да ги споменам твоите. Погрешив. Прости ми. Не можам да се мешам во твоите одлуки. Но ти си ми на мене многу важна. Што и да правиш, што и да се случи, јас ќе бидам тука. Секогаш, без прашање. Ако ти сакаш, секако. Но кога ќе си штетиш самата, морам да те спречам. Морам да те запрам. Поради тоа го изгубив татко ми, Јамур. А сега не можам... Уште некој што ми значи да изгубам. Затоа го кажувам ова. Повторно би го направил истото. Добро, ќе направам се што можам за да те заштитам од тоа. Затоа не се извинувам. Добро. Добро. Се смиривме? Се е во ред. Добро. 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 Тогаш јас ќе одам, па... А да испиеме по едно кафе? Кафе ли? Нема ли чај од овоше? Чај од овоше? А? Навистина многу ви благодарам. Навистина многу ви благодарам. А што велите, нека остане во нашите рани? İki yalnız bir doğru edebilirdik. Şimdi farklı şiirler. Што е? Ова не е за мене. Апсолутно е за тебе. Ben Mecnun. Тебе така ти изгледа. Да живееме во стихови, така ми Не, јасно. Вели не гледа залудно, сигурна сум дека не е песна за мене. Добро, нека биде така. Добро, ајде. Tuzak gibiyiz. Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan. Gökteki yağdı yine. Не е за мене. Ne yakamaz. Апсолутно е за тебе. Bu bir soygundur der gibi bakan. Gözlerinden artık gider gibi. Gözlerinden artık gider gibi. Сега вие. Сакаш ли да пееш? Не, продолжи си, одлично ти оди, навистина. Одлично си. Девин? Девин, и тоа не е нешто добро со гласот, ама сестра има убав глас. Добра. Kırıldılar sanıp gece bahsetme kimselere. Yaramızda kalsın sığmadık şehirlere. Şiirlere taştım unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı. Ah kadehler kırıldı
Благодариме на господја Девин. Аслан Сојкан, со мене нема да си играш. Ама морам да признам дека талентот на вистина ме импресионираше, да знаеш. На вистина ли? И што ќе правиме сега? Дали таа твоја канцеларија се уште е слободна? Да провериме. Веста беше пуштена како што сакавте, господјо. Само да ви известам. Добра ноќ. Вето од новата невеста на презимето Сојкан. Додека се уште се зборува за крвавата свадба на семејството Сојкан, пристигна нова вест поврзана со Девин Акин. Се покажа дека Акин поднела барање до семејниот суд да не го користи тоа презиме. Се случи нешто? Излезе веста. Веста? Каква вест? Дај ми го тоа да видам. Аслан, може да се смириш, ајде врати ми Само го. момент, застани. На сите наши проблеми ти си поднела и вакво барање, сериозна си? Не, Аслан, полномоштвото му го дадов на адвокатот уште пред свадбата. Тој го поднел барањето. Дури заборавив јас на тоа. И онака, тоа не беше нешто што ти не го знаеше и ти знаеше, се согласи. Аслан, ки ми го вратиш Момент само. Превртувај се во гробот, Јусуф Сојкан. Коските да ти се распаднат. Дали воопшто ти беше вистински маж, па син ти да стане маж? Најдобро е дома да си одиме, воред. Како? Побара нешто што Не. го нема во оваа куќа. Не. А? Да не е некој од овие? Не. Пријателе, каква е ова љубов кон овошниот чај? Многу го сакам. О, стоп. Што се случи? Невозможно. Не може денес. Што, не сакаш? Не, односно да. Сакам, ама не денес. Што зборуваш? Па не денес, би сакал некој друг ден, но не денес. И онака не дојдов за тоа. Сакам да кажам, бевме скарани, така беше. Затоа дојдов. Не дојдов за тоа. Да. Излези од таму. Да. Излези од таму. Што, затоа сум тука. Вели Желан спие внатре, а тетка Девин ме гледа од фотографијата. Ти велиш дека си дошол за ова? Да, тоа е. Джейлан Спиев внатре, Девин ме гледа од фотографијата. Во ред? Во ред. Во ред. Во ред. Во ред. Во ред. Во ред. Да. Ке си одам пред Джейлан да се разбуди. Добра. Еко? Знаеш што значи ова покана за кафе, нели? Знам. А ти знаеш што значи овошен чај? Не. А, ете тоа. Да.
Девин. 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 Ало. Што е ова? Ништо не е, си заспала. Станувај, одиме во кревет, ајде. Зашто така ме удри? Така ли се буди човек? Стани и легни си во кревет. Ај боже, боже, не доаѓа мете. Станувај. Не станувам. Ќе станеш. Не станувам. Ќе станеш. Не станувам, Ќе Аслан. станеш. Не станувам. Ќе станеш веднаш. Не станувам, Аслан. Ќе спиеш тука цела ноќ, ќе смрзнеш инајци. Добро ми е, Аслан. Стани веднаш. Ај, Аслан, нема да станам. Ќе станеш веднаш. Нема да станам. Не станувај. Добро, не станувај.